Видно ме вознемири веста дека гори универзална сала. Дојдов да видам што се случува. Бев тука директор од 2005 до 2009 година. Значи, време во кое што и тогаш беше преамортизиран објектот, дури беше и на граница на употреблива вредност. Значи, ваков објект од времен карактер не смееше да работи во такво светло повеќе од 40 или 50 години. Не работи веројатно последниве 7-8 години. Меѓутоа, од кога станав директор, прва информација која што ја примив беше дека е сличен објект или исти ваков, пошто е бугарски проект, во Бугарија изгорел за 7 минути. Можете ли да замислите каква трагедија би било во случај на преполна сала? Значи, практично е невозможно. Возможно е се за 7 минути, меѓутоа ако е објектот спремен за брза евакуација. Така да тоа беше мојот најголем страх дека еден ден ќе се случи пожар и навистина се случи, меѓутоа за среќа веројатно без човечки жртви денеска и без некои повредени луѓе. Навивам да е така. Искрено сум вознемирен затоа што беше синоним за сите луѓе во Македонија, значи веројатно најпознатиот, најпрепознатливиот објект, попрепознатлив и од старата железничка и од зоолошка градина и од сите објекти во оваа држава. Мислам дека за универзална сала сите знаеа затоа што за нејзиното време траење на работа поминати се повеќе од 6 милиони посетители. Жалосно, толку беше измалтретиран објектот и што не се направи уште пред 30 години. Имаше многу објекти за да се возобнови. Верувате дека конечно ќе се возобнови универзална сала, се врати тој стар сјај и Скопје? Значи, уште 2005 кога јас стапив на должноста, имаше проект за реконструкција и доградба. Па тој проект се менуваше, пак велам, не знам за какви интереси, меѓутоа тој проект што јас го започнав по тоа време, можеби и некои од моите претходници, не се реализира. И сето тоа така тлееше, одеше се до момент додека среќно е што се запали или не се сруши. Може ми презиме само? Душко Поповски. Хвала.